Добра вечер, Дневник на КТВ, понеделник 18 мај 2026 година. Се освети новиот конак при црквата Света Петка во Кавадарци. Со чинот на осветувањето чиноначалствуваше неговото блаженство, архиепископот Охридски и македонски господин Стефан во сослужение на митрополитот Повардарски, Агат Ангел и голем број свештеници од други епархии. Еве денеска на овој свечен ден, многу значаен за нас македонците кои живееме на овие македонски простори во Тиквешијата, а многу значаен и за нашата македонска православна црква. Преска митрополитот Науме подсети како некои поголеми цркви од нас ни велеа: повелете во црвената сала, повелете во жолтата сала, повелете во зелената сала и така натака. Но еве, даде Бог и ние како македонски народ, како автокефална македонска црква, да се радуваме на повеќе сали во нашата Богом дарована епархија. Сакам на ктиторите, господинот Митко Јанчев, градоначалник, господинот Трајче Ристовски, кој живее во Америка, господинот Никола Коки Градба, и благодарам на сите оние кои учествува во изградбата и на црквава и на конакот. Се радуваме што навистина, како што рече неговото блаженство, ја обновивме целата наша епархија, ги обновивме црквите, направивме и нови цркви, а се надеваме, ако Бог даде, еве сега ваку да ве припремам и психички, но и финансиски да ве припремам, да можете така да размислувате. Ко даде Бог, за кратко време ќе светиме и темели за нова црква во градов, посветена на раѓањето на Мајката Божја Богородица. Ви благодарам на сите, да сте ми живи и здрави, Бог да ве благослови. Мирот Божји кој денеска го примивте, понесете го во вашите домови, во вашите семејства. Ако имате можности, појдете во болницата, посетете некој болен, нека се развесели неговата душа. Ви благодарам на посетата. Денеска на наше задоволство, во самиот круг на црквата Света Петка, се освети конак при црквата Свети Никола, која ќе биде во склоп на самиот конак, заедно со библиотека, со простори за самото свештенство, со две големи трпезари за потреба на нашите верници, нашите сограѓани, и со ова само докажуваме дека кавадарци и кавадарчани ја дигаат верата, а со тоа исто така покажуваме дека моралот, етиката и воспитувањето на највисоко ниво. Поради тоа што покрај тоа што имаме вера, тоа ни дава да бидеме грижливи едни за други, да бидеме восхитени во Бога и да бидеме присебни. Кавадарци во последниве 12 години, после осветувањето на црквата Света Петка, по реконструкција, комплетно реновирање на најстариот храм Свети Димитрија во Кавадарци, и сега после пуштењето на употреба на објектот и здрави живи осветувањето понатаки на црквата Свети Никола во самиот објект, по најава на владиката, а со наша подршка и како градоначалник, меѓутоа и како стопанственик, и заедно за сите жители на општина Кавадарци и бизнис секторот, во едно време, верувам во брзо време, со Божја волја ќе отпочнеме на изградба на нова црква, посветена на Света Богородица, така да ќе имаме уширен храм. Храмот би требало да биде со локација некаде кај градскиот стадион Тиквиш. Уште еднаш сакам да честитам за денот, да заблагодарам денеска и на нашиот владика Агат Ангел, и на господин Стефан, и на другите владици кои што не удостоја денеска заедно со свештенството да видиме еден свет, убав ден за осветување на овој камен.
Во Кавадарци се одржа граѓанско климатско собрание. Ова е проект, граѓанско климатско собрание. Проектот е грант на Екоживот, добиен од доделен од страна на ЗИП институтот од Скопје, финансиран од Европската унија. Ова е единствена можност каде што за прв пат во Кавадарци се прави вакво граѓанско собрание на тема клима и климатски решенија и се надеваме дека во овие 3 работни дена ќе имаме посебен успех и доста научни работи од страна на граѓаните. The Citizens Climate Assembly of Kavadarci and Rosamond is an excellent opportunity. Граѓанското климатско собрание е одлична можност за граѓаните од Кавадарци и Росомон да учествуваат и да бидат дел од демократските процеси и одлуки. Граѓаните и учесниците ќе бидат слушнати од страна на експертите во врска со климатските промени и животната средина. После повеќе презентации и дискусии ќе гласаме за најдобрите предлози кои што ќе бидат дадени на општината за да може да ги имплементира на локално ниво. Општина Кавадарци продолжува со инвестирање во уличното осветлување. Оделението за улично осветлување при општината започна со поставување на ново улично осветлување на повеќе локации во градското подрачје. Откако во изминатите години значително се инвестираше, а како резултат на тоа градот сосема го промени својот лик, се продолжува и понатаму со сериозни инвестиции во модерно и економично улично осветлување. Се поставува комплетно ново осветлување со енергетско ефикасни лед светилки на Западен булевар, позади Мак Петрол и булевар Мишо Шкартов, во наредна фаза и на улица Пане Иванов. Вредноста на договорот е 1.990.000 денари со вклучен ДДВ. Работите ги изведува фирмата Елмонт Електро од Скопје, информираат од локалната самоуправа. Навремената диагностика на канцер на мочниот меур дава висок процент на успешно лекување, вели во тема на денот доктор Тони Нешковски, специјалист уролог во Кавадаречката болница. Месец мај се одбележува како месец за подигнување на свеста за значењето на карциномот на мочниот меур. Најпрво ви благодарам за можноста да може да поразговараме околу оваа важна тема за самите наши сограѓани и сите жители од Тиквешијата. Точно месец мај се смета за месец за подигање на свеста околу превенција од карцином на мочниот меур. Карциномот на мочниот меур представува едно од најчестите заболувања, малигни заболувања на урогениталниот тракт и се јавува почесто, 2 пати почесто се јавува кај мажите за разлика од жените. Најчесто се појавува околу 65-та и над 65-та годишна возраст, но имаме случаи и кај помлади пациенти. Од досегашните истражувања за етиолошките фактори, односно за причината за создавање на овој карцином на мочен меур, значи како најчеста причина, односно кај пациентите кои што се заболени од овој тип на карцином, како најчеста причина се спомнува пушењето, односно 90% од диагностицираните пациенти се пушачи. Тука конкретно, значи она кое што го создава карциномот на мочниот меур е бета-нафтиламинот кој што представува метаболит на самиот никотин. Околу 15 до 35% пациентите заболуваат од карцином на мочен меур кои што се професионално изложени на хемиски супстанции, односно на оние кои што работат во кожна индустрија со гума, со нафта. Додека останатите 15% припаѓаат на оние кои што имаат хронични уринарни инфекции, нетретирана калкулоза. Затоа е многу важно самите пациенти после 45-та, 50-та година да прават чести прегледи, односно ехо на уринарниот тракт за евентуално рано откривање на некакви промени во самиот урогенитален тракт. Како симптоми кои што се јавуваат кај овие пациенти, најчест симптом и она со кое што најчесто доаѓаат пациентите овде е таа безболна хематурија, односно јавување на крв во урината. На жалост, ова заболување исто така може да биде и асимптоматско, значи да нема никакви симптоми. Додека кај оние во поодминати стадиуми, односно во понапредна фаза на самиот карцином, може да се јави болка супрапубично, тоа значи болка во долниот дел на стомак, лумбална болка,
Така да горе-долу се овие симптоми кои што пациентите, односно самите луѓе треба да ги забележат и навремено да се јават на соодветен лекар за да имаме навремена диагностика, а со тоа и лекување. Што покажува статистиката, колку овој карцином може да се лекува, доколку е навреме? Така. Значи, ние имаме една ТНМ класификација која што ја викаме, стадиум на болеста, кај оние навремено откриени, диагностицирани карциноми на мочен меур, 10 годишното преживување достига и до 98% кај самите пациенти. Така што ако има 10 годишно преживување, веќе сметаме дека карциномот е излечен, односно правилно и навремено диагностициран и излекуван. Така да околу делот на диагностиката, нешто сакам да спомнам, значи овој тип на карцином се диагностицира врз основ на неколку диагностички процедури, нормално тука се лабораториските наоди, каде што се јавува таа макрохематурија, значи видлива со голо око, крвурина, исто така микроскопски испитана лабораториски, имаме цитолошка анализа и исто така се изработува туморски антиген на мочен меур, односно bladder tumor антиген, ние го викаме. Како исто така важна и доста корисна диагностичка процедура е ултрасонографијата, ехо на уринарниот тракт, каде што на самото ехо може да се види таа туморозна промена во самиот мочен меур, и како златен стандард кој што го работиме и тука во нашата здравствена установа е цистоскопијата, односно влегување по природен пат преку мочниот канал во самиот мочен меур и со камера ја гледаме слузницата и дефинираме дали има некакви ендолуминални маси, дали има било какви промени. Тука се компјутерската урографија, магнетната резонанса, така да тоа се тие исследувања кои што треба да се направат при појавата на тие првични симптоми кои што ги кажав претходно. Значи, во Кавадаречката болница диагностицирањето може да се врши. Точно, како диагностицирањето, така и самото лекување на карциномот на мочен меур, кој што опфаќа кај овие навремено диагностицирани оперативен третман, значи кај тие први стадиуми од болеста, преминуваме на оперативен третман, односно ендоскопска трансуретрална ресекција на туморот на мочниот меур, оперативен зафат кој што веќе изминатите 2 години интензивно го работиме во нашата здравствена установа. Тоа значи нема резови надворешни, се влегува преку самиот мочен канал и се ресецира комплет туморозното ткиво, се праќа на патолошка анализа и понатаму постоперативно се оди на нареден третман, односно лекување. Кај тие кои што имаат поодмината фаза, односно понапреден стадиум на карциномот, се прави парцијална ресекција на мочниот меур, односно отстранување на дел од мочниот меур, и кај оние пациенти кај што е потребно имаме отстранување комплетно, односно радикална цистектомија, се отстранува целиот мочен меур. Оно што е најважно, значи пациентите редовно да се јавуваат на лекарски преглед кога забележуваат и најмала промена во однос на овој проблем. Точно како што кажав, од 45-та, од 50-та година, значи треба да се прават редовно тие ехо прегледи, за да навремено, ако се најдат некакви промени, да можеме навремено да реагираме. Постоперативно исто така имаме третмани кои што следуваат кај оние пациенти каде што карциномот е локализиран на првите слоеви на мочниот меур. Значи тука преминуваме со апликација интравезикална, значи во самиот мочен меур се аплицира БСЖ вакцина. Тоа е атенуирана микобактерија, значи бактерија со намалено дејство, се со цел да формира едно локално воспаление во мочниот меур, со тоа што создава фиброзно ткиво на самата слузница и го намалува процентот од нови рецидиви, односно од нови појави, затоа што карциномот на мочниот меур знае често да рецидивира, односно да се повторува. И многу се битни тие постоперативни контроли кои што ги правиме на 3 месеци, па на 6 месеци во наредните 5 години. Благодарам. Ви благодарам и вас. Вие сте со Дневникот, продолжуваме со останатите содржини. Левица обвинува за штедење врз грбот на студентите, власта ги крати стипендиите за социјалните категории и за одличните стои во денешното соопштение.
Додека декларативно се колне во младите и ветува европски стандарди, ВМРО ДПМН е по скратена постапка турка измени во законот за студентскиот стандард, со кој директно удира по джебот на студентите и ги намалува стипендиите за нивните достигнувања, пишуваат во денешното соопштение од Левица. Огромен удар е насочен кон студентите од социјално загрозените семејства. Власта одлучува да го намали процентот на стипендии наменети за социјалните категории од досегашните 49 на само 40%. Во финансиите што имаат намера да ги скратат се вклучени и студентите со попречености со ретки болести, што значи дека буџетот за социјално ранливите студенти е дополнително узурпиран. ДПМН ги казнува и оние кои деноноќно учат. Стипендиите за студенти со особен успех во учењето се кратат од 30 на 25%. Наместо досегашните прецизни квоти, 20% за природно-математичките, техничките и медицинските науки и 1% за дефицитарниот наставен кадар, власта сега воведува категорија од 35% за студентски програми од стратешки интерес, оставајќи огромен простор за дискрециони одлуки и политички пазарења за тоа кој сектор е стратешки, а кој не. Понатаму во соопштението од Левица се наведува. Исто така се врши директна дискриминација на студенти во реконструирани и нереконструирани домови. При целосна реконструкција заради подобрување на нивната енергетска ефикасност и структурниот интегритет во државните студентски домови нема да се сместуваат студенти. Во такви услови студентскиот дом за студенти кои се сместени во домот може да организира привремено сместување во друг објект, што значи и не мора. Со други зборови, за подобар стандард, студентите ќе мора да плаќаат повеќе од свој джеп, иако обврска на државата е да обезбеди достоинствени и енергетски ефикасни објекти за сите. Конкурсите пак наместо транспарентно ќе се објавуваат само на веб страницата на Министерството. Овие измени се класичен доказ за погрешните приоритети на оваа власт. Кратењето на социјалните и успешните стипендии, зголемувањето на трошоците за престој во реновирани домови и негрижата за сместување при реконструкција јасно покажуваат дека за власта студентскиот стандард е само трошок кој треба да се скрати, а не инвестиција во иднината на земјата, пишуваат од Левица. Форумот на жени на СДСМ против омразата и навредите на Миленко и Тасевски. Во денови кога Македонија е потресена од грозоморни случаи на убиства на жени, фемициди, кога расте насилството врз жените, а институциите потврлаат во заштитата, повампирените ликови од времето на Груевски, меѓу кои Миленко, Неделковски и Сашо Тасевски, јавно шират навреди, понижувања и омраза кон жените. Последни жртви на срамни напади и говор на омраза се македонската пејачка Каролина Гочева, како и континуирани навреди, клевети и омаловажувања кон нашата портпаролка и жените од СДСМ. Форумот на жени на СДСМ ги осудува и најавува дека ќе поднесе соодветни пријави. Одговорност мора да има. Бараме Миленко Неделковски веднаш да биде разрешен функцијата извршен директор на ФК Вардар. Сашо Тасевски да биде соодветно санкциониран и да му бидат блокирани видеата на социјалните мрежи полни со навреди и понижувања за жените. Почитувани, сето ова е резултат на политиката на говор на омраза, поделби и пропаганда што со години ја гради ВМРО-ОКГ. Со помош на урбановата мрежа на медиуми и ботови, ликови како Латас, како медиумски координатори и се тоа со амин лично на Христијан Мицковски. Овие повампирани ликови од времето на Груевски постојано шират навреди, лаги, конструкции и говор на омраза кон опозицијата. Новинари, активисти и жени кои јавно говорат во името на СДСМ или против власта. Армијата на ботови на ВМРО-ОКГ координирано шири клевети, омаловажувања и закани на социјалните мрежи. Станува збор за организирана кампања на омраза и деградација против неистомислениците. Секој што размислува слободоумно или што ја критикува власта е таргет. Оваа организирана криминална банда системски го дели општеството, создава вештачки поделби и потикнува атмосфера во која омразата станува политичка алатка. Талок на општеството, мочуриште, мекотели, целата оваа реторика е дел од таа политика и атмосфера што се создава.
Фактот што Унијата на жени на ВМРО ДПМН не најде сила да ги оседи овие навреди и понижувања е уште една потврда. Молчењето е охрабрување на насилството и соучесниството. До кога ќе молчите? Ова е прашање на достоинство и почит кон жените во нашето општество. Обединувањето на сите прогресивни сили околу фронт за вистината и правдата значи продолжување на борбата против секоја форма на насилство, омраза и деградација на жените. За секоја жена, за секое семејство, за достоинствено и безбедно европско општество. Уценетиот Филипче е толку антимакедонски настроен и за да се додвори уште повеќе на Бугарија, ја славеше нивната победа на Евровизија. Обвинување од владеачката ВМРО ДПМН. Уценетиот Филипче е толку антимакедонски настроен и за да се додвори уште повеќе на Бугарија, верували или не, ја славеше нивната победа на Евровизија. Филипче први антимакедонец го достигнува врвот во политиката и за спас на својата кариера и за да докаже дека е спремен на се за да дојде на власт, славеше победа на соседна држава на Евровизија. Да речеме дека нема проблем со тоа, знаеме дека Венко Филипче, први антимакедонец, има свој автентичен стил на музика, но проблемот е во тоа што таа држава за која тој се радува, нас ни го негира идентитетот. Филипче први антимакедонец, гордо и со високо крената глава, не ги осудува навредите на бугарските власти, бидејќи за него тие коментари се гордост и успех. Иако од Софија јасно велат дека уставните измени не се последното барање, Филипче уште утре би ги внел бугарите во устав, за потоа пак да можат да не блокираат. Филипче први антимакедонец ќе направи се за да и наштети на својата држава, затоа што е уценет од група на бугарски политичари поради неговите криминали направени со Зоран Заев. За среќа на граѓаните, Филипче први антимакедонец нема да може да ги исполни своите желби затоа што нема да дојде на власт. СДС е сега четврта партија во Македонија, а Филипче е меѓу политичарите со најниска доверба од граѓаните. На следните избори може и да ги снема од политичката сцена. Маđар најавува истрага за 4EG Вучевиќ во Скопје за спас на пропагандната машинерија на ВМРО и СНС. Прес конференција на СДСМ. Тандемот Коларевиќ и Абази се коалиција во обвинителството, како што се СДС и дуи во политиката. Катерина Коларевиќ, Моминско Маркова, ќерка на Павле Марков, државен правобранител избрана од владата на СДС во 1998 година, и на Вера Маркова, уставен судија во 2004 година, избрана од коалицијата СДС и ДУИ. Фамилијарни кариери во обвинителството на услуга на СДС. За Абази и да не говориме. Човек кој дојде на местото на Русковска во Ојогог, комшија на Ахметиот Зајас, кој функционира на начин како што Али ке му каже. Коларевиќ и Абази застанаат цврсто во одбрана на криминалот на функционерите на СДС и ДУИ, наречен Мазут, вреден 167 милиони евра, и ги амнестираа Васко Ковачевски, Асмир Јаховски, Адријан Муча, Радко Капушевски и Ерџан Сулковски, без да ги спроведат во судница. Коларевиќ и Абази не ги гледаа доказите на медиумите за труењето со мазут во ТЕЦ Неготино, ниту пак извештаите од ДЗР во кои јасно се вели дека имало голем број на нечистоти во мазутот. Не ги интересира релевантни лица од СМ да ги повикаат на разговор, туку повикале лица кои ќе им дадат искази какви што тие бараат. Едноставно речено, при очи се правеле слепи. Прашуваме, дали зад запирањето на постапката стои корупција, односно подмитување на обвинителите? Зошто Советот на јавни обвинители на Башким Бесими молчи и не бара и тој одговори за стопирањето на постапката? На ваков начин функционираше коалицијата СДС и ДУИ додека беше на власт, а како што гледаме и натаму продолжува таа коалиција и во правосудните органи. Бараме веднаш истрага за овој случај од повисоките инстанци, а оставка на Абази е повеќе од потребна. Правда и одговорност мора да има. Тандемот Коларевиќ и Абази се коалиција во обвинителството, како што се СДС и ДУИ во политиката, обвинувања од владеачката ВМРО ДПМН.
Милош Вучевиќ, председателот на СНС, престојуваше во Македонија. Вистинскиот повод за доаѓањето на Вучевиќ и средбата со Христијан Мицкоски е спасување на медиумската мрежа која со години служи за пропаганда на двете сестрински криминални партии, СНС и ВМРО-ОКГ. Видовме партиски состанок на кој што присуствува и Адамовиќ, почесниот конзул на Македонија во Србија и негов бизнис партнер. Но што бара почесен конзул на партиски состанок? Заре Мицкоски не рече дека амбасадорот го поставил? Иста приказна, истата лага како со обвинителот кого не го познавал, ама телефонски разговара. Цело време само лаги. Друг важен дел од агендата, почитувани, е Euronews и поставувањето на Ивона Талевска за уредник за Македонија. Покрај Орбановата медиумска мрежа која контролира 40% од медиумскиот простор во Македонија, ВМРО-ОКГ активно ја користи и трол фармата и бот мрежата на својата сестринска партија СНС и Вучиќ. Падот на Орбан ја загрозува целата добро позната медиумска пропагандна шема на оската Орбан, Мицкоски, Вучиќ за контрола на медиумите и политичка пропаганда. Новиот премиер на Унгарија Петер Маѓар најави ревизија на договорите подпишани за време на владењето на Орбан, меѓу кои и договорот со 4IG. Поранешната влада на Орбан го подпишала договорот вреден 4,3 милиарди долари со 4IG само неколку недели пред да ја загуби власта. Тоа, почитувани, е истата компанија со која владата на Мицкоски склучи договор во Македонија. Се сеќавате ли дека Мицкоски одеше туристички во Давос, каде имаше само еден состанок? Се сретна токму со представници на 4IG. Имаше уште еден состанок за мигранти, односно економски работници, но не го заборави да го пријави. Се сеќавате ли дека 4IG купија лиценца за четврт оператор на мобилна телефонија? Токму 4IG имаше задача да обезбеди платформа за поврзување на Орбановата медиумска мрежа во Македонија. Сега македонската јавност очекува одговори од Мицкоски. Наместо да се крие, да излезе пред граѓаните и да одговори. Ако тој не каже, истрагите кои се најавуваат во Унгарија ќе ги дадат сите одговори. Доаѓа времето на вистината, на правдата и на одговорноста. Продолжуваме со спортот. Тиквеш и Пелистер го преживееа силниот дожд и невремето па одиграа 2-2. Вардар е новиот шампион на Македонија, додека Шкендија мораше да се задоволи со вице-шампионската позиција. Предпоследното 32 коло во првата македонска фудбалска лига и дефинитивно го даде новиот шампион на Македонија. Вардар во битката за титулата славеше на гостувањето кај Струга со 0:1 и ја прослави истата. Шкендија ја совлада Брера со 2:1, но ќе мора да се задоволи со втората позиција. Силекс беше изненаден во Кратово од Арсими и загуби со 0:1. Во останатите надпревара од ова коло, Башкими ремизираше со Македонија Џочо Петров, играјќи 3-3. Шкупје очекувано беше декласиран од Работнички со 0:7, а Тиквеш и Пелистер во Кавадарци го преживеа невремето и силниот дожд и одиграа 2-2, откако Тиквеш по првиот дел водеше со 2:0. Во втората македонска фудбалска лига, предпоследното 29-то коло не ги разреши дилемите на врвот од табелата. Фаворитите, односно екипите кои се борат за самиот врв, не си дозволија киксови. Иако гостуваше во Кочани кај Осогово во дербито на Истокот, Штипска Брегалница славеше со 0:3 и ја задржа лидерската позиција. Шкендија во Рачиново убедливо го совлада тимот на Новаци со 5:1, а Скопје го декласираше големо Конјани на негов терен со 1:7 и остана на делбата на првата позиција. Во Радовиш, Детонит загуби од Охрид со 0:2, Слога во Виница ја совлада Преспа со 3:2, Кожуво Гевгелија загуби од Тетек со 1:4, Беласица минимално со 1:0 ја совлада Саса, а Вардар неготино славеше на гостувањето кај Победа во Прилеп со резултат 3:5. Во третата македонска фудбалска лига група Југ се одиграа средбите од последното 26-то коло во кое се постигнаа следневе резултати.
Млекар Влазними јуниор 1-1, Бучин Борец 6-5, Пито Гулибашкими 1-1, Росоман на домашен терен одигра 3-3 со Тополка, додека екипата на Венец загуби на гостувањето во Кривогаштани од екипата на Младо со 4-3. Во оваа конкуренција Борец ја освои шампионската титула и ќе игра бараж за пласман во втората лига. Утре променливо облачно и нестабилно со локален пороен дожд, пообилен во западните и југозападните делови, над 20 литар на метар квадратен, грмежи и засилен северозападен ветер. Температурата ќе се движи од 10 до 22 степени. До крајот на работната седмица и за време на викендот времето ќе биде променливо облачно со сончеви периоди во текот на денот, додека во попладневните часови ќе има развој на нестабилна облачност на повеќе места со пороен дожд, грмежи и засилен ветер од северен и северозападен правец, кој ќе биде поизразен долж поврдарието. Локално процесите ќе бидат во форма на невреме со пороен дожд, грмежи и засилен ветер над 50 км на час. Со прогнозата за времето завршуваме, имајте пријатна вечер.